Можно. Повелите друг некој нешто. Саши? Повели. И поведачно. Вака, денеска дојдовме на овој работен состав кој што беше иницииран од ваша страна, со цел дека ќе има некоја работна среда за изнаоѓање некој соодветно решение за целата оваа работа. Мене ми е жал што денеска не е овде присутен од страна на изведувачот на тој дел од сегментот на патниот правец. Ние како Министерство за внатрешни работи постапуваме на барање на Министерство за транспорт и врски и сме должни до законски определен рок да издадеме согласност за изведба на такви гадежни активности, доколку за тоа постојат соодветните законски услови. Тоа е и направено, значи, од страна на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа ние како сектор за внатрешни работи постапуваме по она што има одобрено на изведувачите и од наша страна превземаме дополнителни активности за подигнување на нивото на безбедноста и протокол на сообраќајот на овој дел од патниот правец и за таа цел ќе ангажираме дополнителни службеници од наша страна за тој дел да биде непречен и да има безбеден сообраќај. Проектата од 45 дена која што споменавте, ние во работа составно со изведувачите разговаравме, значи разменивме информации, добивме некоја бројка од околу 30 дена дека во најлоша варијанта тој патен правец биде завршен. Дали ќе се придржуваат на рокот или можда и ќе има и подобрување, да не речем намалување на тој временски период, бидејќи ние инсистираме познавајќи ја сезоната. Така да кажа дека ќе направа напори, ќе работа до 2 смени, можда и повеќе за да се запази временскиот рок. А зошто, значи, сега се одбира тајмингот за тој период, најдобро за да се сработи оваа делница, најдобар одговор може да тие да дадат, меѓутоа тоа е нешто што јас не можам да кажам. Не е важно. Да не се кријате воопшто, да не се грижите дали патниот правец, стариот дел на патот е безбеден сообраќај, стариот дел на патот е реконструиран пред 2-3 години, има соодветна сигнализација поставена и исполнува сите услови за одвивање на сообраќај. Значи, обележен, нема никакви ударни дупки, значи целокупната патна сигнализација која што е поставена таму, согласно законските прописи, и нема никаков проблем. Сега колку време аргументиравте ќе се одвива сообраќајот од аеродром до Охрид. Тоа не е нешто што можеме нити ние, нити па вие да го предвидите, меѓутоа условите не се толку лоши, далеку се и од лоши, можда и видовте резултатите неколку дена, како се одвиваше сообраќај на тој патен правец. Нашето присуство е забележливо на тој потек од патот и станува збор за некој расстојание од 5-6 км, значи од влезот на Подмолје до влезот на до скрзницата да се Боци, Дочев и Распаки. Така да, од наша страна, значи, бидете убедени дека ќе вложиме максимални напори за да се одвива сообраќајот во најдобар можен вид. Началник, вие сум сигурен дека ќе направите све да биде во ред, меѓутоа патот не ги дават можностите за да се реализираат. Гужва го нема ке се. И ние сме врзани со договори што побрзо се од направи. аеродром до хотел, Тоа е во интерес да се ги постигне. што побрзо направат, меѓутоа останува времето да покаже дали ќе завршиме работа како што треба. Иницијативата од граѓаните и од вас како еснов на градот е ваша работа, тука не надлегувам. Јас можам да ви кажам за делот на одвивањето на сообраќајот на тој потек. Како што кажавте, ваша работа законска е да одговорите на веќе одобрен проект, таму е Министерството за транспорт и врски и нивната динамика во последните 10 години, јасна ни е динамиката. Ваша работа е да обезбедите она што ви дали како одобрение за градба и проект за пренасочување или решение сообраќајно, како сакате кажите го. Меѓутоа проблемите ќе бидат со далекосежни последици и токму затоа денеска разговараме на оваа тема. За изведувачот состанок, ако остане статус кво ситуацијата и немаат слух како и досега во овие 2-3 дена надлежните институции, почнувајќи од Министерството во село владата, тогаш ќе може да имате состанок и да разговарате со изведувачот за сите оние работи кои што сметате дека треба да се направат. Сашо повели